Денес, скоро 4 години од превземање на локалната власт од СДСМ и од градоначалникот Николчо Илиев, жалиме за заминувањето на нашиот сакан пријател, надежта за подобар живот за младите во Кочани. Програмата План за живот и дадените ветување пред изборите исчезнаа од мрежите како надежта на младиот човек во Кочани. Никој не знае каде да ја пронајде програмата со ветување на градоначалникот. Сите промашени ветувања Илиев успешно ги затрупа во сопствената бирократска бирократија. Илиев ќе остане запаметен по тоа што држи вредни лекции дека е надпартиски, а говори на сите партиски трибини. Прв е да повикува надлежните да сторат нешто и да се прогласува за ненадлежен при првиот проблем. Кој рано ненадлежен се прави, две среќи граби, изгледа дека е неговото вредно мото. Живееме во град во кој извештаите на МВР говорат за 700% зголемен криминал, град кој нема своја представа на драмскиот аматерски фестивал, град во кој градоначалникот сака младите да заборават на неговото ветување. Отвараме центри за отпочнување и развој на бизнис за млади. Каде е центарот и кои млади започнаа или развија бизнис? Ветуваше пилот проект со топол обрук за учениците, ама и од тоа ништо. Младинскиот совет ќе се формира сега, кога ама баш за ништо не може да одлучува. А младите во Кочани ги мачи прашањето: зошто такво тело му пречеше на Илиев во текот на целиот негов мандат? Надежта кај младите се изгуби и кога власта, заради неспособноста да одржат протоколи, работата во училница ја пренесоа во домот, па трошоците целосно ги префрлија на родителите. Парите за джепролак родителите ги трошеа за повисоки сметки и опрема, па парите наместо кај младите отидоа за трошоци кои треба да ги подмири општината. Здравиот разум и надежта на младите е претепана, бидејќи не можевте да не одбраните од провалниците во сопствениот дом, а згора на се, истите тие провалници може да не тужат за напад, а вие секако сте ненадлежен. Надежта за подобар живот на младите ја испративте кога се откажавте од одговорноста и кога ги заборавивте ветувањата. Зар сите ваши 4 годишни промашувања ќе ги покријат 4 мини кружни текчиња? Кога сме кај нив, еве предлог имења за вашите нови кружни текови. Првиот нека се вика: јас не сум политичар. Вториот веднаш до него, кружен тек, ги повикувам надлежните. Малиот полукружен тек на една лента, наречете го, не е во моја надлежност. И за крај, последниот нека се вика: стојам за секој проект што сум го ветил. Така, сите граѓани ќе може да се вртат во круг околу овие фрази со кои безмислено не вртите, особено нас младите, сиве овие години. Поздрав од младите во Кочани, поздрав од градот без ниту еден проект за млади, поздрав од градот на ротондите. Ве поздравуваме и ви порачуваме. Вака никогаш повеќе. Со почит, Унијата на млади сили, Општински комитет Кочани.